По иницијатива на Сдруженијето на приватни лекари, Уставен суд веројатно ќе ја преиспитува и одлуката за награда на здравствените работници во јавното здравство кои се борат со COVID-19. Матичните лекари се незадоволни зашто тие не се опфатени со ниту една владина одлука, иако се директно во контакт со пациенти со COVID-19. Или за сите или за нито, тоа е паролата на примарното здравство. Ние сме дел од ова јавно здравство, никогаш не сме биле надвор од овој систем, ние сме столбот на овој здравствен систем и колегите на вистина се многу револтирани заради тоа што дадовме максимум и не дозволивме италијанско сценарио во Македонија. Матичните доктори беа достапни, ги правеа алгоритмите на мој термин, значи комплетно беа посветени на пациентите и сметам дека изоставувањето во наградувањето на персоналот од примарно здравство, а тука се однесува на нашите медицински сестри и на целокупните екипи кои што беа во нашите амбуланти, сметам дека навистина принципиелно не е коректно. Освен ова, приватните лекари во земјава реагираат на воведувањето на така наречен времен печат и електронски печат. За членовите на Сдруженијето оваа новина е неприфатлива. Колегите изреагираат дека навистина нема на никого да му користи ниту тој времен жек, ниту тој електронски печат. Значи, кога нешто се воведува, треба да има бенефит државата, докторите, фондот, пациентите. Во овој случај нема никаков бенефит. Значи, ние имаме податоци во мој термин, како држава, има одлични бази на податоци и нема дополнително зашто да се оптеретува капитацијата на било кој матичен доктор. Неприфатливо е за нас воведување на времен печат и електронски печат. Сдруженијето на приватни лекари брои околу 1600 членови и во него главно се вклучени матичните и семејни лекари. Од почетокот на пандемијата тие реагираат неколку пати на селективност во однос на јавното здравство и бараат поддршка од државата. Најголем проблем и понатаму останува нередовната исплата на капитацијата, поради што имаше и најави за затворање на ординации.